Беше тоа на 13. јуни 313 година, кога римските императори Константин I и Ликиний го издаваат Миланскиот едикт со кој гарантираат верска толеранција. Со тоа запираат вековните прогони на христијаните. Беше тоа на 13. јуни 1894 година, кога е пуштена во сообраќај железничката линија на релација Битола-Солун. На 13. јуни 2017 година излезе последниот број на дневниот весник Дневник. Дневник беше првиот приватен весник во Македонија. Пред него, како дел од групацијата МП, во април престанаа да се печатат весниците Вест и Утрински весник. На 13. јуни 1888 година е роден Томос Милјанич Брадина, македонски етнограф, филолог, поет, прозаист, драмски автор и публицист. Тој е првиот македонски етнолог кој вршел историско-етнографски истражувања на мијачијата и на животот и дејноста на истакнатите мијаци, како што биле Партеније Зографски, Ѓоргија Пулески и други, а ги проследува и делата на Петар Драганов, Крсте Мисирков и Димитрија Чуповски. Оставил значајни научни истражувања, повеќе од 150, кои се чуваат во Македонската академија на науките и уметностите, а голем дел се и во Српската академија на науките и уметностите. Умрел на 10. мај 1969 година во Белград. На 13. јуни 1947 година е роден Саво Климовски. Има објавено повеќе монографии, средношколски и универзитетски учебници, како и бројни прилози во научни и стручни публикации. Во периодот од април 1986 до март 1991 Климовски е член на македонската влада, одговорен за ресорите на образование, култура и физичка култура. На изборите во 1998 е избран за пратеник од Демократска алтернатива, пошто од 1998 до 2000 година ја врши функцијата председател на Собранието на Република Македонија. На 13. јуни 1943 година во местноста Лопушник, Кичевско, во близина на партизанската печатница, во случај кој се смета за несреќен, загина Кочо Рацин, македонски поет и револуционер, еден од основоположниците на современата македонска литература. Телото на Кочо Рацин било погребано во близина на печатницата во Лопушник, од каде што по ослободувањето неговите посмртни останки биле пренесени во родниот град Велес. Најпознато негово дело е збирката песни Бели мугри. Кочо или Коста Солев Рацин е роден во Велес на 12 декември 1908. На 13. јуни 1993 година во Скопје умира Васил Куновски, македонски писател. Неговото поетско дело за деца е мощнеобемно. Првата објавена книга во 1950 година е збирката песни Волшебното ливче. Последната е публикувана во 1984 со наслов Оро весело со поезија за деца од предучилишна возраст. Васил Куновски е роден во Дебар на 20 ноември 1916. На 13. јуни 2006 година во Охрид умира познатиот македонски ликовен уметник Вангел Наумовски. Со своето творештво Наумовски во 60-тите години од минатиот век станува познат не само во Македонија, туку и во европски и светски рамки. Охрид, а особено езерскиот имагинарен свет, постојано се присутни во делата на Наумовски.
pokraj likovното tvореštvo, Naumovski ostavi tragi so svojot literaturen opusu.